Господин Река, вие на неконвенционален начин преку Фейсбук ја објавивте својата кандидатура за претседател. Каква кампања планирате да водите, односно какви видови медиуми ќе користите во вашата кампања? Па како што и започна неконвенционално, и пошто сум и независен кандидат, така ќе продолжи кампањата неконвенционално. Нормално дека, освен класичните медиуми, ќе се концентрираме и во социјалните мрежи и ќе користиме сите видови на социјалните мрежи, затоа што денеска фактички покажа и изборите во некои европски држави, па и во САД. Фейсбукот, Твитерот станува едно од најпосетуваните медиуми. Така да и ќе продолжиме со овој модел и верувам дека ќе ја постигнеме цел. Дали освен Алијансата за албанците од БЕСА имате поддршки од други политички партии, здруженија на граѓани, поединци? И од кого ја очекувате поддршката на изборниот ден? Значи, од политички партии се овие две. Алијансата за албанците и Движењето БЕСА. Но се повеќе се јавуваат граѓани, организации кои ја поддржуваат не само мојата кандидатура, него и целиот концепт, филозофијата на претседателската кампања. Ја мислам дека мојот концепт ќе биде привлечен за сите граѓани, без разлика на националноста, затоа што јас предлагам универзални вредности кои што до сега недостасува во политичкиот живот на сега веќе Северна Македонија. Така да ја мислам дека граѓаните ќе го поддржат мојот концепт за една подобра Македонија. А од каде ќе ја почнете кампањата во понеделник? Нормално од Скопје, јас сум скопјанец, живеам во Скопје и сигурно дека во понеделник стартуваме од Скопје. Што ќе биде во фокусот на вашата изборна програма за да ги привлечете граѓаните со оглед дека 27 години само се слушаат ветувања без нешто конкретно да се реализира? Тука е и проблемот. Значи, за овие 27 години никој не ги слушал граѓаните на Република Македонија. Тие само ветувале. Сега проблемот е веќе нема и на кој да ветуваат. Четвртина од населението веќе се исели. Значи, ние уште малци ќе завршиме као празна држава и граѓаните веќе се имуни од предизборни ветувања. Затоа, ја мислам да треба нешто се промени во политичкиот живот на државата и она што недостасува моментално е републиката. Македонија е држава, но со жалење треба да кажам, се уште не е република. Република ќе биде кога ќе владее законот, а не поединецот. Да, и ја мислам дека ова вредност, владење на законот, овој принцип е прифатлив за сите граѓани, без разлика на националноста. Ако ние успееме да градиме една република за сите граѓани, ја мислам дека постепено и ќе се намали и меѓуетничкиот, и меѓурелигиозниот, и меѓујазичкиот јаз во оваа држава. Вие сте правник по професија, професор сте, бевте новинар и амбасадор во Брисел. Како ја оценувате европската перспектива, нашата европска перспектива и дали ќе добиеме датум за преговори во јуни со оглед на се уште нерешени прашања, како што е меѓу другите законот за специјалното јавно обвинителство? Да. Значи вака, ние имавме една стратешка геополитичка цел, а тоа беше да бидеме што побрза членка на НАТО. И заради тоа ние направивме и некои непринципиелни компромиси, направивме амнестија за да добиеме двотретинско мнозинство, за да се промени уставот, а све тоа како предуслов за Грција да го ратификува договорот од Преспа. Тоа веќе заврши. И ја мислам дека веќе нема алиби владата за нови политички тргувања, нема веќе алиби ни изговор за нови политички договарања, а пред се сигурно не за статусот, за еднината, за компетенциите на специјалното обвинителство.
Специјалното обвинителство е еден од главните столбови за функционирање на правната држава во земјата. Ако и овој последен правен столб ни побегне, или ако и овој последен гарант на правната држава го изиграме со меѓупартиски, меѓулидерски договори, мислам дека ова ќе биде крај на владењето на законот и ќе биде, впрочем, тоа што ја и се противам, не може државата да функционира врз основа на волјата на два лидери. Ние не можеме да градиме партиска држава. Или ќе градиме држава со владење на законот, или нема да имаме држава. Мислам, толку е јасно. Затоа, ова што се прави со специјалното обвинителство е дефинитивно не она што ние го очекувавме во 2016. Ние мислевме дека специјалното обвинителство ќе ги затвори сите предмети опфатени со бомбите и сите ќе бидат казнати како што тоа го предвидува законот. Ова веќе станува лакрдија, една политичка игра во која навистина не сакам да поверувам дека ќе заврши со фијаско на специјалното обвинителство. Вие, како што кажавте и сега, го објавивте концептот за една држава, за една република, за сите. Тоа значи дека сте за надминување на етничкиот концепт и за држава во која националноста повеќе нема да се користи за политички пресметки и како ќе се издигнете над етничкиот концепт во текот на вашата кампања, како ќе ги привлечете гласовите од македонците и другите националности, со оглед на тоа дека за сите заедничко е пред се подобрување на животот, на животниот стандард. Значи, вие некако претходно и одговоривте на тоа. Јас сум за концептот република за сите, затоа што мислам републиката е државна форма. И во таа државна форма треба да има право секој граѓанин на оваа република кој припаѓа, кој има државјанство на Република Северна Македонија. До сега, со жалење треба да констатирам, ние имавме една дозирана демократија, имавме некои нови иновации од типот на статистичка нација, од типот на процентуални права, од типот на 20% клучот за остварување на некои права. Човековите права не се статистичка категорија. Или ги имаш, или ги немаш. Нема дозирани права во проценти. Така да ја мислам дека мојот концепт на општи природни права на сите граѓани на оваа држава ќе победи и тогаш, врз основа на владење на законот, секој граѓанин ќе биде равноправен и сите ќе бидат под законот. Нема да има надзаконски личности, како што со жалење треба да констатирам, ги имаме се уште. Концептот на република е концептот за сите. И концептот на република не трпи дискриминации, а најмалце на етничка основа. Владењето на правото. Владењето на правото. Тоа е основното. Дали се надевате дека македонците ќе ви го дадат својот глас во голем дел, како што тоа беше случај во 2009 година, кога Имер Селмани освои околу 150.000 гласови во првиот круг? Може ли, да речеме условно кажано, овие македонски гласови да ве однесат во следниот круг од гласањето? Ја не гледам никаква причина зашто македонските граѓани, тоест граѓаните од македонска етничка припадност, да не гласаат за овој концепт. Затоа, со самиот факт дека мојот концепт е за републиката, што значи за државата, што значи за оваа држава во постоечките граници, за територијалниот интегритет, за сувереност на оваа држава. Како тогаш не може да добијам гласови од граѓаните кога не правам никаква дискриминација на никаква основа? Ја мислам дека за сите граѓани ќе има подобар живот, ќе има подобра перспектива ако почне да со владење на закон. Воспротивно, ние сме на пат за 10-15 години да бидеме половична држава или празна држава, затоа што луѓето, граѓаните, ја губат перспективата во државата и, како што гледате, масовно се иселуваат. А зашто се иселуваат? Па заради корупцијата, непотизмот, политизираното судство,
Значи за некои видови кои веќе не можат да функционираат во една правна држава. Тоа треба да го запреме што побрзо. Наспроти ова, според една интерна анкета на СДСМ, половина од етничките албанци во првиот круг гласот ќе го дадат за Пендаровски, а другата половина ќе ве заокружи вас. Според некои информации, околу 80% од гласачите на ДУИ се изјасниле дека со сигурност ќе гласат за Пендаровски и како тоа го коментирате? Ја не знам од кои анкети ги црпите овие податоци, ја имам исто една анкета дека 57% од членовите на ДУИ ќе гласат за мене. Значи, овие анкети се релативни статистички податоци и затоа ја не би бил сега заложник на статистиката. Времето ќе покаже кој за кого ќе гласа и затоа не сакам хипотетички да прогнозирам како ќе биде резултатот или кој гласови ќе ми припаднат мене. Дали сметате дека самата институција председател треба да има повеќе надлежности и вие што би промениле во однос на тоа доколку победите на изборите? Па впрочем тука е целиот проблем. Проблемот е во системот, тоест во председателскиот систем. Ние имаме една парадоксична ситуација во државата, во која во една страна ние имаме многу лимитирани овластувања, компетенции, уставни компетенции на председателот, а имаме еден енормен легитимитет кој тој го црпи од општите избори. Што сакам да кажам? За еден председател на државата кај нас треба да се обезбедат 500-600 илјади гласови, а од друга страна он има три главни овластувања: надворешна политика, безбедност и одбрана. Од друга страна, премиер може да станеш во државата, значи председател на влада, и со 200.000 гласови, а имаш енормно повеќе овластувања од председателот. Мислам дека може да постои една солуција или да се оди на промена на уставот, во која председателот во иднина да се избира со двотретинско гласање во собранието, а компетенциите да останат исти, или во спротивно да се подигнат компетенции на председателот, значи согласно легитимитетот што го добива во избори, он да има повеќе компетенции. Инаку вака, ние сме некако затворени у два зачарана круга. Првиот проблем е што ние со овој систем знаеме дека албанецот тешко може да биде председател со овој вид на систем на избор на председател. Но исто така, овој вид ни укажува дека ни македонецот не може да биде председател без гласовите на албанците. Или треба да се промени ова во некој вид на воспоставување нова функција под председател на државата, во кој секогаш вториот кандидат кој е од немнозинската етничка заедница би бил автоматски подпредседател на државата. Инаку постои таа опција што реков да се избира во собранието. Во изминатиот период сведоци бевме на така наречена валкана кампања на лажни вести. Дали очекувате слична кампања во однос на вас, во смисла на лични дискредитации од вашите политички опоненти, и што ќе порачате на вашите противкандидати? Од моја страна сигурно нема да има никаква валкана кампања, ни од мене, ни од мојот штаб, и до сега тоа и не беше случај, може да проверите сегде. Инаку против мене веќе почна во пред изборието така наречената хибридна војна, со лансирање на некои лажни вести за мене, за моето потекло, за мојата фамилија и така натаму, но со време и тие или престана, или вида дека не можат да ги убедат граѓаните со тие невистини, но идете, во секои избори се користат видови на специјална војна против кандидатот. Ја од моја страна нити мислам, нити ќе употребам некој вид ни на хибридна, ни на специјална војна против моите против кандидати. Честно, многу јасно, јавно ќе се борам со дозволените методи против нив. Кој победи, победи. Ви благодарам. Благодарам и на вас.